Елизавета, добро утро. Добро утро, Сашо. Денеска се наоѓаме во продавницата Копче, која што убаво кажа се наоѓа на булеварот Кучо Рацин, веднаш до зградата на Црвениот крст на Македонија. А денеска ќе зборуваме за една многу убава и солидарна тема. Се наоѓаме во еден бутик и можеби ќе се запрашате што има тука солидарно, меѓутоа нашата гостинка Сандра Тумовска, која што е волонтер во продавницата Копче, ќе ни раскаже. Добро утро, Сандра, и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро и благодарам што сте наши гости денеска. Како што најавив, се наоѓаме во бутикот, во рамки на социјалното претпријатие Копче, бидејќи Копче не е само продавница, туку е едно цело социјално претпријатие, кое што пред 2 години Црвениот крст одлучи да го опреми, да го создаде за да им помага на ранливите категории на граѓани. Кажете ми за што станува збор? Точно така, социјалното претпријатие Копче, како проект го стартувавме во 2018 година, се со цел да најдеме модус како да помогнеме на социјално ранливите категории лица и лица во социјален ризик, за да имаат достапна облека која што може да ја купат во секое време. Односно, ова продавница Копче, која што е дел од социјалното претпријатие, во која што работат 5 лица од социјален ризик, нуди опција секој да може, секој граѓанин да дојде и по пристојна цена да си приушти парче гардероба, кој што претходно е донирано исто така од совесни граѓани, кои што ги оставаат своите алишта во контейнерите на Црвениот крст низ територијата на град Скопје. Дали оставените алишта во контейнерите потоа ги селектирате кои ќе бидат овде изложени за продажба, а кои ќе бидат директно донирани на семејства во социјален ризик, бидејќи знам дека на тој начин работи Црвениот крст? Така. Облеката која што граѓаните ја оставаат на неколку локации, тоа се 5 контейнери на територијата на град Скопје, на општинските организации, односно во пунктот за бездомници во Момин поток, каде што исто може да се остави гардероба овде директно во Копче. Сета таа гардероба се собира, се носи на локација каде што се врши селекција, каде што подоцна нормално неколку девојки кои што се волонтери, меѓу кои сум и јас, целокупната гардероба ја селектираме и веќе тука почнува процесот на делење на облеката, каде точно и за која намена ќе биде распределена. Односно, ова продавница Копче и контейнерите ќе бидете зачудени ако ви кажам дека навистина обслужува широка палета на граѓани во социјален ризик. Тука не спаѓаат само граѓаните кои што можат да дојдат да купат во Копче. Ова е таа селекција која што сме извршиле, која што сметаме дека оваа парче гардероба може да продолжи да биде носена од некој граѓанин, а да заслужува навистина да изгледа убаво и пристојно. Меѓутоа, гардеробата која што ја делиме на неколку категории, тука се бездомниците, тука се јавните установи, старски домови, тука се болниците, психијатриските болници, тука се мигрантите, тука се лица во социјален ризик, семејства, стари лица. Навистина, од тие контейнери се вади едно мало богатство на гардероба, кој што понатаму се наоѓа некоја употребна вредност, за да може зимата доаѓа, граѓаните да се чувствуваат топло или се во социјалниот ризик, секогаш да имаат на себе нешто што ќе осигура дека ќе ја презимат зимата. Јас сум навистина изненадена од тоа како изгледаат овие парчиња гардероба. Тука има и обувки, не знам дали може нашата камера да забележи, има и чанти кои што се навистина во одлична состојба и дури не би рекла дека се претходно носени. По ниски цени ли ги продавате? Да, овде навистина можете да се зачудите ако ви кажам дека освен половна гардероба, имаме гардероба која што е нова, која што ја донираат компании и која што навистина цените се движат од 60 до 600 денари најскапото парче гардероба или ташна, јакна, нова јакна. Така да има парчења гардероба кои што навистина се многу убави, нови, но има и парчења гардероба кои што се помалку добри, но кои што носат вредни пораки. Еве, сакам да ви покажам. Да, слободно. Како би изгледала? Ова е една порака која што е оставена при донација на оваа убава јакничка. Вели: го подарувам од срце да стопли некое детенце, како што ја топляше мојата керкичка. Од срце. Значи, пораката е таа, некоја совесна мајка го донирала оваа парче гардероба, оваа убава јакничка, со една порака да стопли некое друго детенце. Такви вид на пораки добиваме, така граѓаните чувствуваат дека имаат потреба да донираат. Која цена е оваа бундичка, бидејќи навистина преубава? Еве, веднаш ќе видиме. 300 денари е оваа бундичка. Со
Оваа порака јас би рекла дека можеби на некој начин ја искажуваат онаа сентименталност со која што се врзани за парчиња гардероба која што ги поврзува и како конкретно господјата со нејзиното девојче која што ја носело и која што ја туплело. Можеби на тој начин и полесно ќе се ослободат од сите парчиња гардероба кои што не им се дома потребни, кога знаат дека на некого ќе ги дадат на кои што навистина му требаат. Меѓутоа, како што кажав, ова не е само продавница, вие имате цела организација која што работи во позадина. Што точно се работи? Социјалното предпријатие Копче, освен овој дел овде кој што е исклучиво наменет за продажба и место за донирање на облека, Социјалното предпријатие Копче досега спроведе 4 проекти за обука и подготовка на лица во социјален ризик да се вклучат полесно во пазарот на трудот. Тоа значи нивна социјализација и нивно обучување да бидат спремни и подготвени да се вклучат во пазарот на трудот, а тоа значи да научат да шијат, да везат, да кројат. Така да досега 4 проекти, мислам дека некаде на кај 20 на лица во социјален ризик беа обучени од страна на Црвениот крст на град Скопје со тенденција тоа да продолжи. Нормално, оваа Копче што сега го гледате овде е првата наша продавница. Во подготовка сме да отвориме уште една продавница која што ќе биде продавница за деца, исклучиво за половна гардероба на деца. И таа фаза ја довршуваме. Меѓутоа, со оглед на пандемијата, со оглед на рестрикциите нели кои што беа за движење, со оглед на целата хаотична ситуација, се обидуваме навистина да не внесуваме овде негативна енергија, туку да продолжиме да работиме онака како што треба. И ако ви кажам дека во 2020 година, ако претходните години се донирало по 20 тони половна гардероба, оваа година дупло е зголемено. Тоа значи 40 тони годишно собираат тие контейнери гардероба кои што подоцна се групира за неколку социјално ранливи категории на лица. Дали е целата оваа гардероба употреблива? Нажалост, морам да констатирам дека совеста кај граѓаните навистина се уште треба да оди на едно ниво погоре. Во смисол, граѓаните да го донираат навистина што она што сметаат дека може да продолжи да се носи. Оттука и нашиот апел како Црвен крст на град Скопје и од социјалното предпријатие Копче. И мој лицен апел. Граѓаните да ги оставаат во контейнерите оние работи или на неколкуте локации овде во Момин поток. Навистина оние работи кои што сметаат дека имаат употреблива вредност. Совеста на граѓаните навистина треба да се разбуди, бидејќи повторно ќе кажам. Многу лица кои што шетаат низ градот, навистина граѓаните и не знаат дека Црвен крст на град Скопје е тој што на тие граѓани редовно ги обслужува со половна гардероба. И оттука и нашиот апел. Донирајте, бидете совесни, бидејќи на тој начин не само што го помагате социјалното предпријатие Копче, ги помагате и многуте граѓани. Помагате стари лица, помагате бездомници, помагате лица кои што се згрижени во психијатриските болници, во јавни установи, Чичино село. Навистина, ако ви кажам на колку групи се дели таа гардероба, ќе бидете зачудени кој све има бенефити, да не речам зависи од нашата директна помош. Ви споминавте старите лица, сега сум сакала да ве прашам и за новиот проект кој што се подготвува, кој што не е поврзан конкретно со донирањето на гардероба, меѓутоа е од големо значење. Да, Црвен крст на Република Северна Македонија е во подготовка моментално да продолжи да имплементира проект кој што е осмислен за помош на стари лица. Јас од оваа позиција навистина не ги знам деталите, но упатана сум и знам дека ќе функционира на принцип на Копче, кое што старите лица ќе го користат во случај да им е потребна интервентна помош. Тоа е навистина еден драгоцен проект, покрај проектот што го имаме со старите лица овде во Црвен крст на град Скопје, покрај проектот со бездомниците ве доаѓа зимата, навистина пунктот за бездомници ќе биде отворен и што е најважно сега во пандемијата, повторно за старите лица, значи имаме SOS броеви на кои што може да се јават за психосоцијална поддршка, да било што да им треба и да може да сметаат на Црвен крст на град Скопје и на Црвен крст на Република Северна Македонија како навистина еден сервис на граѓаните. Сандра, јас ти благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Се надевам дека оние кои што не знаеле за оваа продавница Копче, а верувам дека се на број малку, дека ќе дојдат, дека оние кои што им треба нешто ќе си купат, а оние кои што сакаат ќе донираат. Благодарам и на вас што бевте наши гости и навистина повелете повторно, бидејќи секој ден во Црвен крст на град Скопје има нешто ново. Уште еднаш благодарам, секако дека ќе останеме ние во контакт и можеби ќе бидеме и идните купувачи на гардероба токму од оваа продавница, зошто да не? Елизавета, да немав маска, ќе ја видеше мојата задоволна насмевка. Благодарам за овој прекрасен утрински прилог. Навистина одамна не сум уживал толку многу во добар соговорник и содржајна информација
за некои работи кои што еве ние можеби и не ги знаеме, а секојдневно ги се разминуваме на улица со проблемите што ги третира оваа феноменална институција. Благодарам уште еднаш, Елизабета.